бидам појасна. До сега, од март сме формирани како синдикат, поради тоа што сме исфрлени од сите работни групи од закони кои што се треба да се во корист на работници, исфрлени сме од економско-социјален совет и слично. Затоа го формиравме синдикатот. Бидејќи ти си многу гласна на социјалните мрежи, на неколку пати имаше кажано дека кога работниците се обраќале до Гласен текстилец како здружение, имале мислење дека можеби ќе треба да ви дадат некаков паричен надоместок за да ги следите во целата таа процедура. Например, луѓето не само да го редуктираме ова само на материјално, колку земат плата, колку е минимална плата, туку како се чувствуваат тие во работа. Да биде појасно. Добре дојдовте во новата епизода од подкастот насловен Да биде појасно. Јас сум Вања Мицевска, со мене е мојот колега Лорик Идризи. Во оваа епизода ќе дискутираме за работничките права. И токму ова е темата која што со години наназад ја следи Кристина Ампева, која на јавноста и стана позната по активностите преку Здруженијето Гласен текстилец, а од неодамна формираше и Гласен синдикат. Лорик, добре дојде за тебе. Се надевам дека и во текот на ова епизода ќе имаме плодна дискусија за оваа тема која што е од јавен интерес. Секако, да. Здраво на сите. Како што кажа колешката Вања, ќе бидеме заедно со Кристина да разговараме за правата на работниците. И прашендес gjithçi kuesit. Ги поздравам сите гледачи. Денес е третиот подкаст од проектот кој што го спроведуваме во соработка со престижното радио Канал 77, во соработка со Институтот за регионална соработка кој што јас го представувам. Во оваа епизода ќе се потрудиме да ги представиме проблемите и да ги застапуваме на некој начин работничките права, кои што не треба да бидат само минимални, туку треба да се гледаат и од аспект на човечкото достоинство. Кристина, ти благодарам и тебе што се одзва на поканата за гостување во овој подкаст. Како што е насловот Да биде појасно, се надевам ќе ја искристализираме и ќе ја направиме појасна сликата за работничките права со оглед дека секогаш со аргументи ја следиш оваа тема. Најновиот момент би рекла дека е пресконференцијата на Конфедерацијата на синдикати на Македонија, кој што тврдат дека постојат притисоци и обиди да се спречи синдикалното организирање, па дури најавија и протест. Може ли еве за почеток еден твој коментар околу ова и што покажува вашето искуство? Дали постојат вакви притисоци врз работниците? Прво да ви заблагодарам за поканата и тоа што сум денес овде. Се надевам да ќе биде појасно на крајот од подкастот за состојбите, еве да кажам, најнови состојби. Во однос на изјавата морам да бидам искрена дека не ја следев вчера. Изјавата на председателот на КСОМ, Маријан Ристевски, меѓутоа ми беше испратено, па чисто ме прашува за коментар дали ние како синдикат се соочуваме со истиот проблем. Значи КСОМ е претежно синдикална организација, конфедерација која што има вработени во јавниот сектор. Добро е што еве започнале да пробуваат да организираат работници во приватниот сектор, бидејќи да биде јасно, не толку синдикатите, големите скопски организации, конфедерации и сојузи баш не гледаат многу околу приватниот сектор, таму е малце потешко и друга е состојбата. Јас морам да кажам дека повторно да истакнам дека тие се претежно во јавниот сектор. За приватниот ме чуди бидејќи, како да кажам, ајде да бидам појасна, до сега од март сме формирани како синдикат поради тоа што сме исфрлени од сите работни групи од закони кои што се треба да се во корист на работници, исфрлени сме од економско-социјален совет и слично. Затоа го формиравме синдикатот. И до сега морам да кажам дека еве во овој период од март до сега ние ги правиме синдикалните организации надвор од фирмите. Како тоа работодавачот сакал или не икел. Еве до сега се неаме соочено. Еве кога ќе се појави проблем во конфекција ли, во агенција за обезбедување ли, пошто знаете дека сме претежно во приватен сектор, имаме повише синдикални организации и сега кога се соочуваме со проблем, како сега во Штипшо имаме во една конфекција, ние ги пријавуваме нашите членови и велиме прекинете со притисоци, меѓутоа беше за подпишување, не за синдикално организирање, што има работодавачот да знае дали некој организира синдикат натре во фирмата или не. Синдикатот, барем ние така работиме сега за КСОМ, за ССМ не можам да знам, меѓутоа до сега немаме такво нешто. Дури се во уме на работодавачите им кажуваме,
моментално им правите притисок на работниците да се потпишат на нешто, ве информираме дека тие лица не се членови, така да понатаму ќе влезам и јас во фирмата. Така. Каде. Спомена и ти дека немате притисоци кога станува збор, барем до сега не сте се соочиле, кога станува збор за синдикалното организирање, дали какви притисоци се прават во однос на активностите во Сдруженијето Гласен текстилец, бидејќи знаевме низ годините дека имавте и протести, собери, еден од нив беше и доста масовен со присуство на работници од околните градови во Штипската населба 8 ноември, па ете тој дел малку да ни го искоментираш. Дали има некакви притисоци, коментари кои што се однесувале на работниците кои што одлучиле да бидат малку погласни за нивните права? Па во минатото морам да признам да. Дури јас на свој грб си го осетив тоа, нели, активистичко делување синдикално и што ти ја знам. Морам да кажам дека во периодот, значи кога почнавме 2016, морам да кажам дека жените работничките како мене, па и работници, нема врска, беа некако таргетирани како така. Едноставно мапирани дека тие се тие што се бунат, меѓутоа ситуацијата е одамна смената, да кажеме, навистина има недостиг од работници. Навистина приватниот сектор се соочува со тој проблем. И тоа не е занемарливо, така да сега не е баш така. Мислам, знаете, може тие да прават работодавачите, може да прават притисоци и сето тоа, на нас веќе не. Веќе кај нас се испеана песна. Знаете, прво они пробуваат да напаѓаат, да се закануваат, кога гледаат не иде, па пробуваат со подкуп, гледаат и тоа не иде, доволно финансии имаме на сметка и после тоа нели се обидуваат да игнорираат, меѓутоа повторно ќе речам, значи еве сега како за синдикатот морам да спомнам дека кога веќе работодавачот ќе дознае дека има синдикат, веќе е касно. Значи понатаму останува наше делување и се обидуваме да бидеме помасовни, да имаме над 40% вработени во таа фирма за да можеме да делуваме, да побараме потпишување на колективен договор и слично. Имаме и добри примери кај што работодавачите свесни беа дека организираме синдикати, нив им тоа одговара, бидејќи сакаат да, како да кажам, еве, барем конфекциите, еве да ги спомнам. Те се работуваат и шијат за брендови од Европската Унија, така да тие брендови сакаат да има синдикално организирање, не секакво. Посебно па ние сме мрежени во такви некои европски мрежи, соработуваме и со брендови, и со организации и синдикати од регионот и од Европа. На нив им одговара кога слушаат дека Гласен текстилец, сега Гласен синдикат, има синдикат во нивната фирма. Така да имаме повеќе методи како да се доближиме до работниците, како да ги организираме, меѓутоа и ако има проблем, како да ги спречиме тие проблеми и да си настапиме во корист на работниците. На крајот од денот тоа е работа на синдикатот. Меѓутоа, да, 2019 се случи тоа, кога се сеќавате кога работодавачите побара паузата да биде тргнат од работното време, односно да се работи 8,5 часа, а и да се врати нормата во законот за минимална плата, кој што беше дискриминаторски кон работниците од текстилната индустрија кои што требаше да извршат некаква норма па да им биде исплатена минималната плата, така да тогаш дури се окуражаа работниците и сега мислам дека да, има. Гледаме и ние по пријавите и порано ако имаше цело време анонимни пријави до нас, сега тоа веќе не е така. Работниците доаѓаат сами во канцеларија или се јавуваат, пратете ни поднесок до работодавачот, не знам, за користење на годишен одмор, за исплата на К15, за исплата на разлика од плата и слично, така да зголемена е свеста, морам да кажам. Несомнено е дека делот по широката слика се низа предизвици на полето на работничките права, иако како што кажа и ти, евидентни се оние подобрувања, можеби мали, но значајни. Но сепак би те прашала дали можеби сите тие постапки на работодавачите од блиското минато, кои што и ти ги спомена, доведоа до тоа ние сега да имаме буквално увоз на работници од Непал, од Бангладеш и така натаму, па потоа се соочуваме со тоа дека и нив преку ноќ ги губиме и тука настанува баш една хаотична ситуација. Која е нивната одговорност во целиот овој? Најголема одговорност имаат токму работодавачите. Бидејќи ќе се сетиме, еве ние сме од Штип, текстилен град, каде што до 2017-2016 се работеше за плата од 6000 денара. Тоа е платата ја што ја земав. Така да
некако со сите овие притисоци што ги направивме, бидејќи се сетите и дека синдикалците во тоа време беа сосем онака мирни, сталожени, не се занимава, сега се далеку поактивни. Меѓутоа сменети се состојбите. Главно тие се виновни за оваа состојба, а подоцна да кажеме ви подоцна не помалку виновни, меѓутоа тоа се и властите 30 години кои што носеа закони во корис на олигарсите, кои што во своите редови имаат олигарси. Ке се сетиме кои беа вице-премиери за економски прашања и слично во минатото, а и сега еве уште следам, некако не ми изгледа баш ни сјајно ни сега, меѓутоа тука сме да ја следиме состојбата. Виновни се првенствено работодавачите кои што ги даваат тие плати, кои што веле ако не ти се свиѓа не ти е вратата. Имавме случај во Делчево кај што од 12.000 денара плата тогаш и побара господинот газда на работничката 10.000 да му врати назад. Така да тоа се некои состојби кои што еве доведоа до ова што е. И да, најсмешно од се е што се фалеа со Непалци, Бангладеш, со неквалификувана работна сила дека ќе донесат дека ќе им работи некој, нели? Пошто знаеме од кај доаѓаат луѓето и тие доаѓаат за парче леп. И сега на крајот видовме дека ни тие не може да ги задржат. Значи до тука е. Да. Иако зборуваме генерално за работничките права, фокусот малку повеќе го ставивме на Штип, бидејќи е град на текстилна индустрија, но ете Лорик да ни кажеш како е во градовите во западниот дел од државата. Јас со оглед на искуството на Кристина што следи веќе многу години работнички права, сакав да направам едно по концептуално прашање, сакав да ја прашам дали мисли дека работниците во Северна Македонија имат достоинство во местото на работа и дали се врзува достоинството во местото на работа со емиграцијата? Да, па достоинствено работно место, еве да кажам дека еве според сите паралели, според сите дефиниции, според сите примери што ги гледаме од Македонија, регионот и Европа, е повеќе од достоинствена плата, е повеќе од безбедни работни услови. Однесувањето, едноставно, и атмосферата на работното место. Така да, достоинствено работно место, мислам дека ретко каде има. Ако збориме за приватниот сектор, значи, ајде да ги спомниме, ајде да ги збориме банките, дека имаат достоинствени работни услови. Морам да кажам дека се уште работодавачите не доволно, добар дел од нив, се нема да ги ставам сите во искош, да не бидам пак лошата, дека сите ги ставам во искош, меѓутоа добар дел од нив ние се соочуваме со, да кажам, повреди на работно место. Си ги секла прстите, работодавачот не сака да исплати, него и дава отказ додека е на боледување. Паднала на работа, повика на брза помош, некако тоа чудно излегува дека се повредила надвор од работното место. Значи имаме такви некои небулози, такви некои нерегуларности што јас се уште, иако сум долго време во граѓанскиот сектор, и синдикалниот свет, јас се уште косата на глава ми се крева кога слушам некои банални примери на прекршување на правата на работниците. А како мислиш дека може да се смени свеста за ова детерминанта? Да се движиме, да се надградуваме од минимална прави до нешто многу по-достоинствено. Например, луѓето не само да го редуктираме ова само на материјално, колку земат плата, колку е минимална плата, туку како се чувствуваат тие во работа и да се креира нова свест дека компаниите имат и општествена одговорност. Значи не треба само да на крајот на месецот да му дават плати и такви работи, туку да се занимават и во делот како се чувствуваат нивните и наградување, и сето тоа. Па затоа реков, значи достоинствената работа е повеќе сложна работа. Мислам, повеќе тука компоненти се вклучени. Од безбедност до однесување на претпоставени лица кон вработени, до достоинствена плата, а не законски исплатена плата согласно законот за минимална плата и слично. Како да ја смениме свеста? Па мислам дека почнуваат да се будат работодавачите, гледаат, мислам, каква е состојбата со немањето на работници и тоа што немаат млад кадар.
Едноставно младите не сакаат да работат за платите за кои што се нуди таа работа. Мислам дека и касно се освестија. Сега гледаме повторно ќе речем и оние непалци од Бангладеш, од вамо, од онаму што ги носат, ни тие не остануваат. Среќа па имаме работодавачи, за разлика од оние кои што знаат да се фалат со репрезентативност и синдикати, мислам тоа ми е стварно онака. Репрезентативни сме, имаме право да бидеме богови над животите на работниците и од синдикатите и Организација на работувачи на Македонија. Овде морам да кажам, еве чудно малце за нас како организација и синдикат, меѓутоа имаме Бизнис конфедерација на Македонија на чело со Миле Бошков, со кој што еве работодавач, еве дел од една таква организација на работодавачи кои што и тие јавно ги истакнуваат проблемите. Велат, ние имаме нелојална конкуренција меѓу нашите колеги. Имаме колеги работодавачи кои што не ги плаќаат законски работниците, не им ги даваат додатоците на плата, иако работел недела и сабота и преку време и све, тоа го нема никаде. Велат, се уште се враќа назад дел од плата или К15 не се исплаќа од 100 денара. Имаме нелојална конкуренција со тоа што ние сите вработени ни се осигурани во задолжително социјално осигурување, додека имаме фирми каде што 90% не се осигурани. Така да мислам дека такви некои соработки како со ваква една организација кои што реално ги кажуваат предизвиците. Да, немаме работници поради тоа, поради наши колеги. Да. Сега не го цитирам или нешто, меѓутоа од прилика, мислам, и он ги детектира како ако е од Бизнис конфедерација. И тој ги детектира истите проблеми. Значи, повторно ќе речем, свеста и подобрувањето на условите за работа, на платите на вработените, на достоинствената работа зависи најмногу од работодавачите, меѓутоа не помалку тука се надлежни и властите и институциите. Значи тие треба да ги применат во пракса законите кои што ги имаме се донесени. Јас да ти кажам искрено, имам многу пријатели што веќе живеат во Западот и тие, значи големата причина за тие да емигрират не беше платата, туку условите во работата. И затоа ве прашав, значи, јас мислам дека е конечно време да се смени свестата, да не се отиде на минималното, туку да топката да значи не е само платата, има мултидимензионална е работата. Еве да ви кажам некои примери во Норвешка и во Скандинавија, имам некои роднини и пријатели. Например, компаниите во таму имат одговорност и да ги едуцират работниците. Например, тие на крајот на месецот не дават само плата, туку ти дават и ваучери за театор, за кино и за фитнес. И имам една роднина таму и тој ми кажа дека, например, тој во почеток не сакал да оди често во кино, ама заради ваучерот после тоа стана навика. Значи тоа е дел од едуцирањето, пошто секоја компанија има значи тие добиват од таа заедница и треба да возврати нешто од тоа што зема. Не да ги гледа само како клиенти и пари, туку да има општествена одговорност. Дали може и во Македонија, во Северна Македонија да се направи нешто така? Еве, например, владата да ги стимулира фирмите да имат вакви солуции. Затоа тоа е Скандинавија, ја велиме Скандинавија, тоа Шведска, Норвешка. Познато ми е бидејќи имаме синдикати од таму кои што не се пријатели со работници. А ние сме во Македонија, така. Далеко е тоа од нас. Морам да бидам честна и да кажам дека тоа е многу далеко од нас. Менталитетот на сите нас не е на тоа ниво. И на работниците, и на работодавачите, и на нас како синдикати, значи и општо сите имаме тука удел. Обштествена одговорност во други земји е многу повеќе. Кај нас обштествена одговорност имаме некој бизнисмен кој што наоколе спонзорира све и свашта, ама од работниците им исплаќа 100 денара К15. Кај нас, за жал, таквите фирми се обштествено одговорни, го гледаш секаде со логото. Меѓутоа, на крајот
од годината К15 ги тера работниците да се потпишат за да им исплати помал износ на регрес за годишен одмор. Малце не ни е јасно што е тоа општествена одговорност. А дали, например, извинете што ве прекинувам, дали може некои граѓански организации да авокираат и заедно со владата да го стимулираат ова? Видете, до сега, еве да кажам, претходната влада стимулираше субвенционирање на минимална плата. Што не смее да се деси. Каков си ти тоа работодавач, ако не можеш да исплатиш законски загарантираната плата, па треба тебе владата да ти дотира 1800 денара за ти да исплатиш на работниците минимална плата. Ако не можеш да платиш, затвори. Едноставно е. Мислам, вака грозно звучи, ама факт е. Кај нас секој стана газди. Мислам, секој еден стана газда. Затоа ќе збориме за општествена одговорност како е кај нас и Скандинавија, мислам немерливо едноставно. Имаше, исто морам да кажем, и во корона кризата имаше повторно субвенционирање на плата. Значи кај нас што се случи? 6 корона мерки, 6 економски пакета на мерки кон приватниот сектор беа добро злоупотребени. Ние бевме единствени така што алармиравме, па после почнаа контролите од УЕП и Државен трудов инспекторат. Ајде да не бидам лоша, меѓутоа 70% од мерките беа злоупотребени. Сето тоа субвенционирање од владата, така да во ми е малце чудно. Работодавачите тоа треба да го направат за своите работници, а не владата. Верувајте ми, владата треба да им даде можности да се развиваат компаниите, треба да прекине да им прави рекет, треба да прекине да ги тера да плаќаат за политичките кампањи на политичките партии и да ги остави стопанствениците да бидат стопанственици. Меѓутоа и да внимава како се имплементираат законите. А каде се економските комори во овој екосистем, да каже? Еве, Организација на работодавачи на Македонија, кој ќе видат Ангел Димитров, он е често присутен на нашиот медиумски простор. Тие се репрезентативна организација на работодавачи и од нив може цело време да слушнете. Не треба да се покачи минималната плата, ние не можеме да исплатиме минимална плата. И што очекувате од тие таквите фирми да ви платат на вас, да ви дават на крајот од месецот некаков попуст, нешто, не знам, купон за било каде? Не. Не, едноставно. Истите тие работодавачи што велат владата треба да ни помогне да исплаќаме минимална плата, истите тие што глумат дека почитуваат некакви закони и се општествено одговорни и дека тие вработуваат и дека не знам што и не знам како, истите тие ги тераат работниците потпиши си и оди од една во друга фирма за да ги изгубите правата. Сад не можам да оти преку глава ми од тужби, меѓутоа да, тие што ги гледате дека се најгласни по медиумите вообичаено немаат каков пример да дадат на останатите работодавачи. Затоа единствено соработуваме со Бизнис конфедерација на Македонија, како нерепрезентативни страни во социјалниот диалог во Македонија. Кога сме веќе кај примерите кои што секој ги дава во својата област, Лорик ти даде еден многу убав своевиден пример за тоа како грижата за менталното и за физичкото здравје на работникот влијае на целокупната продуктивност и текот на работата во една компанија, што значи несомнено многу е важна улогата на мајндсетот на самите работодавачи, но каде е тука улогата на системот? Имаат ли нашите инспекторати капацитет за сето тоа да го изрегулираат? Дали можеби имаме недостиг на кадри кога станува збор за трудовиот инспекторат, бидејќи во другите сектори кобуриме со кадри. Каква е тука ситуацијата? Значи, морам да кажам дека од почетоците како здружение пробавме да воспоставиме контакт со Државниот трудов инспекторат. Морам да го кажам малце историјатот за да биде појасно. Тие беа една од најзатворените институции. Мене искрено ми било страв да пријавам кај нив. Меѓутоа, со тек на годините, почнавме некаква соработка со одреден дел од инспектори, со одреден дел на подружници низ градовите на трудовиот инспекторат. И морам да кажам дека имаме инспектори со кои може стварно да се гордееме. Дека навистина се труда да бидат за работниците онаа бесплатна инстанца во заштита на нивните права на работното место. Имавме такви кои што не беа соработливи, фала Богу, добар дел отидоа веќе во пензија, обновен е кадарот. Морам да кажам дека правевме многу истражувања за да им помогнеме како институции да видиме дека тие кубурат и со технички и со човечки капацитети. Тие
во одреден период имав информации дека тие немаат тонери и хартија. Меѓутоа сега состојбата е, да кажам, подобрена во телот на капацитети, меѓутоа сметам дека треба да има повише вложување. Повторно ќе речам, тие се, освен нас како синдикати, како организација, тие се единствената бесплатна инстанца платена од државниот буџет, платен од народните пари, значи народни пари. Да не биде дека оваа или онаа партија која што е на власт ги има парите, па ги дава од джеб. Не, од народниот буџет се платени тие институции за да бидат тука и да им дадат прва бесплатна правна помош и заштита на работниците на нивното работно место, бидејќи тие може да влезат во фирмите кога сакаат. Сега што се случи, морам да... Додека ги заекнува капацитетите, додека почна некакви вработувања, какви да се, дали се партиски или не, нема да навлегувам. Меѓутоа, еве да речеме, мрднат некако од мртва точка, морам да кажам дека се донесоа измени во законот за прекршоци, каде што од ептен високи казни кои што беа од време на предходната власт, сега направија казни од 100-200 евра и баш почитуваниот Миле Стојановски на нашата текстилијада кажа: со ваквите казни, со измените во законот и за инспекцијски надзор, тие направија, предходната влада направи, да бидам попрецизна да се знае, работодавачите свесно да сакаат да го кршат законот за работни односи и колективните договори. Бидејќи, вие кога гледате дека не сте платиле на работниците, или сте дале 2 денара плата на работниците, ова е со пример, го знаеме, примерот, пак да не ме тужат. Вие имате само казни до 200 евра. Па вие го терате работодавачот со ваквите закони да ги крши сите закони, да не им плаќа плата на работниците. Значи, и ќе си плати казна. Многу помала од единствена плата. Токму така. Од минималната. Да, значи, доколку работодавачот исплати 100 денара плата, може да помине МПН, низуе па декларација на плата од 100 денара, од 2 денара, од колку сакате, не е проблем, тоа е. Исто една од работите кои ги зборевме со новата директорка на управата за јавни приходи во контекст на текстилијада. И вие имате 300 души кои што не земале плата, ама работодавач ќе плати максимум 500 евра казна. Максимум. Вообичаено казните се 100-200 евра, ако ги платите во одреден рок, ќе биде на пола. Сакате вие со такви закони да имаме башка се направи, инспекторите да треба да му најават на работодавачот доаѓање инспекцијски надзор, освен ако не е вонреден, освен ако ние како здружение не го испратиме Државниот трудов инспекторат. После тоа имате опомена, па имате контролен надзор, па вие знаете дека повеќе време и гориво инспекторите ќе потрошат од колку што ќе биде казнат работодавачот. Значи имаме алтернативни решенија кои што не се секогаш решенија во вистински. Не, затоа беше мислам Миле Стојановски е експерт во својата област, долги години е во министерството, го и знае состојбата и во Државниот трудов инспекторат, ќе има што да каже. Меѓутоа, он така кажа, со вакви закони вие само му давате ветер во грб на работодавачот да го крши законот за работни односи и правата на работниците. Тоа се нашите закони. Казната е помало од патните трошоци. Па горе-доле ќе му дое така кога инспекторот ќе отиде 5 пати во контролен надзор, па да му дае опомена, па контрола да не знам што, повише да. Дефинитивно. Само да биде појасно еве за нашите гледачи, бидејќи го споменавме господинот Миле Стојановски, тој е представник на Министерството за социјална политика, демографија и млади, кој што беше дел од неодамнешниот настан на текстилијада во Штип. Јас го следев неговото излагање, тој меѓу другото имаше една интересна констатација или забелешка дека работниците во земјава се соочуваат и со дискриминација и токму тука имаме едно косење на Законот за заштита од дискриминација и Законот за работни односи. Па еве, Кристина, тој дел малку да ни го доближиш. Дали вие воочувате дискриминација, дали работниците се охрабрени овие случаи да ги пријават до надлежната комисија? Знаат ли дека постои ова тело или може би вие да им помогнете таму по правен пат да си го бараат чарето? Да, вообичаено морам да кажам дека прв пример кој што ќе го наведам е откажувањето на договорите на бременните жени. Баш имавме неколку такви случаи. Последен случај беше вработена во
синџир на книжарници низ државава, на кое што и беше кажано дека нема да биде продолжен договорот за работа. Тоа беше за прв пат кога изработивме заедно еден случај со Комисијата за заштита и спречување дискриминација и кога за прв пат се докажа при договори на определено, што е екстремно тешко, бидејќи вие во самиот закон за работни односи, тоа е примерот, мислам дека господин Милешо го збореше, во самиот закон за работни односи вие имате не се смета за дискриминација доколку, еве да парафразирам, доколку работничката е бремена, а е со договор на определено работно време. Вие не можете да докажете, едноставно не ти треба веќе таа. За жал, тука инспекторатот за труд си го гледа законот за работни односи. За жал. Затоа мислам дека треба да и судовите и инспекторатот дека треба да бидат повеќе сензитивни околу оваа проблематика, бидејќи е голем проблем. Во 21 век вие да го губите работното место, ти сте бремена. Мислам 21 век. Што направивме? Следевме огласи и кога видовме дека компанијата за истото работно место пушти оглас нов за вработување, ние тогаш единствено можевме да докажеме дискриминација по основ на бременост, раѓање и родителство. Што малце лудо, бидејќи не може на граѓанска организација да ги следи ваквите случаеви. Не е само еден, повеќе се. Меѓутоа, тоа беше прв пат, замислете, прв пат, минатата година, да се докаже бременост, да се докаже дискриминација поради бременост кај договори на определено работно време. Јас сакав да ве прашам, например, во јавната администрација беше балансерот, пак е, значи, во уставот делот на правна застапеност. Сакав да ве прашам, например, во приватниот сектор, дали има етничка дискриминација? Например, дали една фирма има само македонци, пошто газдата е сопственикот е македонец, етнички, или спротивното? Дали некоја друга фирма што сопственикот е албанец, нема работници македонци, и дали се почитуваат етничките права во приватниот сектор? Да бидам искрена, приватниот сектор е сосем нешто различно од јавниот сектор. Приватниот сектор се знае требаат работници. Точка. Толку е. Значи, до сега немаме до сега немаме забележано. Разлики. До сега немаме забележано на вистина дискриминација. Да, Еве сега на пример ние во Штип имаме роми, турци, албанци во регионот и не толку. Меѓутоа имаме вработено роми, имаме вработено турци, имаме вработено бошњаци, македонци, значи нема тука можности работодавачите да бираат какви ми се сакаат. Така да немаме забележано дискриминација, имаме забележано во однос на плаќање. Да, например, не само на делот на работници, туку и на условите, на плата. Дали има таква Имавме случај до пред некоја година каде што единствено на две ромки не им беше исплатена минималната плата. И тоа беше своевиден вид на дискриминација, меѓутоа тогаш па го немавме законот за заштита од дискриминација, беше укинат од Уставниот суд поради тоа што не бил изгласан онака што требало да биде изгласан и не можев таа постапка да ја водам согласно законот за заштита и спречување од дискриминација, водевме по основ на закон за работни односи да бидат исплатени разликата во плати. Меѓутоа, еве да бидам искрена, да кажам дека верските празници на малцинствата се почитуваат. Барем во вака што можам да видам. Претежно еве знам работнички, вика верски празник е голема Богородица, ово, но не тераат на работа, немам тоа на листот за плата. Додека гледам дека за малцинските за правата на малцинските заедници некако подруга е ситуацијата. Ги ослободуваат едноставно бидејќи можеби поради постите, можеби поради сето тоа, нели, напорно е да работите, да бидете на пости и слично. Меѓутоа не морам да бидам искрена, немам забележано такво нешто. Така. Кога го промовиравте синдикатот, односно нели информиравте дека ќе се формира гласен синдикат, ти самата рече ќе бидеме сојузник на работниците. Дали веќе ве препознаваат како такви? Прашањето ми доаѓа позадината е, бидејќи ти си многу гласна на социјалните мрежи и на неколку пати имаше кажано дека кога работниците
се обраќале до Гласен текстилец како здружение, имале мислење дека можеби ќе треба да ви дадат некаков паричен надоместок за да ги следите во целата таа процедура. Дали тука имаме малку поголема свест сега во однос на ова прашање? Тука е малце многу потешко. Потешко е. Морам да бидам искрена дека е потешко, бидејќи пак ќе речем можеби тоа поради тоа што беа навикнати здруженијето да прави тука све и свашта, нели, представки, барања и слично, да бидеме тука да алармираме. Со синдикатот е нешто друго, треба да се плаќа чланарина. Мада е фиксна, значи нема кај нас како кај некој други синдикати. Не баш, таму е согласно процентот на плата. Имаме фирми или јавни институции каде што се зема процент од плата, некаде кај работниците се одземаат и по 700 денара од плата за синдикална членарина, кај нас е фиксно 150 месечно. Да, заедно со сите синдикати со кои што соработуваме, независните, независен синдикат на полиција, независен синдикат на фармација, здравство, баш и они ќе бидат утре тука, се шириме, си помагаме меѓусебно, тоа се независни синдикати. А дали мислите дека 150 денари е премногу за нашите услови? Па мислам дека синдикатот треба да возврати за тоа. Мислам дека треба да возврати за тоа, бидејќи видете, утре ако има некаква постапка, вештачењето на тој предмет е од 6.000 денара нагоре. Судската такса ви е од 1.200 па нагоре. Адвокатот да не збориме. До сега се правевме, верувајте ми, без денар. Значи имаме преку 430 судски тужби, нека се јави еден работник од кој што сме земале денар. Ама не можеме цело време како здружение да зависиме од странски фондови. Едноставно не е возможно, бидејќи посебно од фондациите не препознаваат ваков тип на работа. Сакаат да работат со други теми. Работнички права не се омилена тема на добар дел на фондации. И затоа од страв да не останеме без финанси, а да продолжат сервисите на здружението. Мораме. Верувајте, до сега сум докажала дека не сум злоупотребила денар. Нит па со синдикатот ќе се дозволи такво нешто. Не верувам дека е многу, верувајте ми, бидејќи 150 денара е едно кафе. Не, прашањето беше за 750. За 750 е премногу. Значи, другите синдикати земаат процент од плата. Колку плата земаш, толку. Кај нас е фиксно. Имаме 0,7% од минималната плата на ниво на држава. Не земаме од платата која што ја земале работниците и затоа велиме фиксна е 150. Крај. И така правиме, со такви синдикати соработуваме. За возврат на тоа, повторно ќе речем, синдикатот треба да се избори работниците да не земаат минималец, да направи подобри колективни договори, кој ќе дојде ред за спогодба за потпишување на К15, нормален здрав синдикат не треба да дозволи, како што тоа го гледам, а и ги поништувам спогодбите на добар дел на синдикалците скопски, каде што се потпишале да се исплати помал износ, бидејќи тоа е дозволено со колективниот договор, за жал. Ние веќе сме во процес на пишување на 3 колективни договори на ниво на работодавач. Значи, тоа е уште една добра работа, да кажам, каде што утврдуваме поголеми права за работниците, повеќе слободни денови, повеќе износот на К15 да биде поголем од оној кој што е кажан као. Вие ќе слушнете дека наводно работодавачот треба да исплати 15.000 оваа година, меѓутоа на крајот од денот ќе видите дека може да се исплати 100 денара К15. Ние со колективните договори моментално што ги правиме со неколку фирми, ние гледаме тоа К15 да биде далеку поголемо од она што државата кажала дека треба да биде оваа година. Така да синдикатот треба да врати назад и да се избори и да се докаже за таа членарина што ја зима. Едноставно. На почетокот на оваа сезона во Штип се случи еден интересен настан, Fashion Days или модни денови, една 3-дневна манифестација која што се случи за прв пат и беше дел од истата. Па сакав да те прашам колку преку ваквите настани може да се актуализира и темата за работничките права, дали можеби токму тие интересни настани се суптилен начин за да ставиме акцент на едни вакви прашања од јавен интерес преку модата, да ја отпочнеме дебатата за правата барем на текстилните работници и работнички.
видете тие што ги збориме соработки што ги имаме со шведски синдикати, што постојано сме некаде на студиски посети каде што носиме со нас делегации од разни министерства, организации на работодавачи и слично, за да видиме што се случува по светот. Нашата текстилна индустрија конкретно е 95% лом производство. Ние имаме многу мал број на брендови, македонски брендови, како што тоа било во време на Југославија. И ние фактички работиме за, еве да спомнам, H&M, C&A, Hugo Boss, Marco Polo и слични брендови. Еве тие се застапени кај нас, па ги зборувам. Шиеме за нив и зимаме некој процент од парче. И после се чудиме зашто таква платата или зашто тоа се случува или не знам што. Значи ние како индустрија 30 години не сме инвестирале апсолутно ништо во секторот. Имаме работодавачи кои што уште шијат од поранешните машини од Астиво. Мислам, до таму е. Не за джабе Штип Fashion Days беше 3 дена, нели 29, 1, 2 и после почна текстилијата 3, 4, 5. Да. Дори Вишна Шорова Ангелкова беше кај нас, како секретар на општина Штип, беше кај нас за пресод за текстилијата, бидејќи имавме гости од странство кои што сакавме да ги запознаеме со тоа што располагаме како град па и како држава во однос на текстилната индустрија. Имавме представници од, да кажам, мрежи на текстилни градови, тоа го кажа и госпоѓа Вишна, каде што тие гости беа на првите 3 дена од Fashion Day Штип и подоцна останаа кај нас на дебатата. Каде што прво можеа да ја видат убавата страна на Штип и на текстилната индустрија, а после можеа кај нас на текстилијата да слушнат другата страна, меѓутоа и да се разгледуваат можностите. Драго ми е што таа беше со нас пред 2 години во Борос, Шведска, текстилен град. Значи нешто што, мислам, јас се уште сум онака уште инспирирана онака што видов таму и како тоа се прави стенд од текстилен отпад и такви некои работи. Не е тоа наша работа како здружение, меѓутоа ги тераме да размислуваат повеќе од онаа кутија, да видиме како можеме да придонесеме кон одржливи работни места и платени работни места. Бидејќи, ајде, лом производство не ви е платено, не можете да ги плаќате доволно работниците, меѓутоа, ајде, еве општината ќе помогне, еве и до државата како треба ќе реагираме да се помогне, да се прави поголема промоција на македонските брендови. Еве на тој начин ќе помогнеме за да имаме подобро платени работни места. Не е тоа работа, меѓутоа ги тераме да размислуваат и драго ми е што еве Штип Fashion Days беше една таква активност преземена од општина Штип, бидејќи беа тогаш во Борос, започнавме некаква соработка, ги соработуваме нели сега и со Борос влегоа во општина Штип, влезе и плаќа членарина во мрежата АКТЕ, мрежа на текстилни градови од Европа. И еве општината прави нешто, мене ми е драго, чекор по чекор. Меѓутоа да видиме државата што може да направи тука и работодавачите. Сепак ќе речам, ако сакаме платени и одржливи работни места, мора да мислиме повеќе. Фондот за иновации, баш и новиот директор на Фондот за иновации и технолошки развој беше и тој на текстилијата и баш размислуваме во делот навистина да гледаме инвестиција, не овие скандали што ги имавме можност да ги слушаме изминатите години. Сега да не се повторуваме, меѓутоа да гледаме како можеме да ја издигнеме текстилната индустрија, да размислуваме, бидејќи на овој начин гледаме дека и брендовите си бараат земји каде што текстилната индустрија едноставно не може да замре, меѓутоа брендовите си бараат земји каде што се помалку платени работниците. И гледаме дека после ова војна криза во Украина, тие полека пак почнуваат да се враќаат во земји како Кина, како Индија и слично. Едно време дојдоа наваму, меѓутоа за жал добар дел и ние сме криви како држава, бидејќи има баш една компанија која што ме контактираше и сакаше да шие спортска облека, ски опрема и слично. Јас немав да ја кажам на таа фирма каде да дојдат, бидејќи ние немаме такви машини. Ниту пак добар дел од работачи не се спремни да инвестираат во такво нешто. Повеќе сложен проблем. Меѓутоа, еве, барем општината нешто се труди, а и гледам дека има
има заинтересираност со страна на неколку компании од нашиот град. Се надам дека тие ќе бидат позитивните примери. Меѓутоа ни треба стратегија за текстилната индустрија. Ние не можеме како Штип и како источен регион да се откажеме од овој сектор, меѓутоа да гледаме да биде попривлечен, поплатен и слично. Дали сите овие состојби на кои што алудираш и критички еве со години наназад ги обсервираш, има некакво влијание врз интересот на младите за да се запишат во средното текстилно училиште? Ако се направи паралела, сите знаеме дека децении наназад многу поголем, дури огромен бил интересот нели за ова средно образование, но со текот на годините некако опаѓа интересот. Дали сите овие состојби влијаја, па ги тераат полуматурантите да се одлучуваат за некој друг тип на образование? Баш и некој имав. Имате ли некоја соработка со училиштето? Имаме, да. Имаме, морам да кажам дека имаме и драго ми е, секоја соработка со нив ми е многу мила, многу драга. Меѓутоа, имав една случај сега скоро, кај што беше кажам, вие од толку што зборите за текстилната индустрија, колку е лошо, ние немаме веќе ученици во текстилното училиште и јас онака. Добро, зашто во него кажете на работодавачите? Јас само ја кажувам состојбата каква е. Ние како здружение, како синдикати ја кажуваме состојбата. Не се сите исти на крајот од денот. Тој момент викам, не го слушате, дека кажуваме дека има и платени работни места овдека, дека имаме дизајнери, дека имаме и приватно училиште Скала Џорлев со кој што се работуваме, кој што ги правеа моделите наши за Штип Fashion Days, еве на пример. Со кој што беше отворен Штип Fashion Days. Зошто тоа не го слуша? Зошто не им кажете на работодавачите зошто имаат такви услови? Па сепак тие млади деца кои што треба да се запишат во средното училиште имаат тетки, баби, војни, стрини, мајки кои што работат во секторот и слушаат. Мислам, не треба јас да им кажам. Секој во Источна Македонија познава некој кој што работи во текстилна фабрика. Така е, и баш ми е криво дека демек јас сум направила или здруженијето направило лош углед. Не, имаме и добри примери, меѓутоа многу малце се. Дај да ги направиме повеќе. Дај да им кажеме да им кога младите ќе дојдат да работат, да ги остават да работат. Например, кога е права таа пракса или она дуално образование, дајте им на децата да работат, а не само као демек еве. Имаме ние деца. Да се преправа, да. Ама тоа, мислам, тоа е јавна тајна сега, да не башка. Платете ги тие деца дека се таму. Дајте им по некоја стипендија како работодавачи. Мислам, наместо да направите уште една вила или уште еден базен или да отидете на 15 пати на планина за зимски одмор, дајте им на тие деца некоја стипендија и кажете им дека утре ќе ги вработите и нема да ја зимаат платата која што ја зимале мајките, бабите. Не можам јас да бидам за тоа крива. Вања на почеток кажа дека увозуваме работници од Непал, Бангладеш, Пакистан. Сакав да ве прашам, дали има пријавено некој случај од емигранти за работничките прави или само од резидентите? Морам да кажам дека знам за состојби, еве имавме баш случај Свети Николе во повеќе фирми, па и вака во земјоделието. Морам да кажам дека и тие луѓе се соочуваат со бариера во однос на јазикот. Дошле од таму, од Непал или од Бангладеш или од каде и да е. Тие дури да имаат проблем каде би отишле. Тоа е малце проблематично. Еве, најновите информации велат ако некогаш, ако минатата година имало околу 14 лица таму, годинава нема да видите ни 4. Мислам дека за тој период додека се тука, треба и ние, и народен правобранител, и институции да внимаваат на овие луѓе, бидејќи не дошле, повторно ќе речем, ударно. Дошле за поплатено работа, за парче леп, ама не мислам дека доволно сме тука за тие лица. Не остануваат тука, меѓутоа додека се тука барем да им бидеме овде. На повеќе пати тие го гледат Балканот како трамполина да одат во некоја подвижена земја во секако, можеби тие очекувале дека еви тука ќе се скрасат тие луѓе кои што и тука остануваат, не дека не, меѓутоа многу поголем е бројот дека гледаат каква е состојбата и се решаваат да заминат, како што велите, од скачна таска да се качат во земјите на Европската унија. Во Тетово има многу работници од Пакистан. Има некои студенти што се дел од Штуловиот универзитет,
Па како студенти и работат нешто во некои кафичи, ресторанти и... Мислам дека не сме доволно тука, како морам да кажам, во е критика и за нас, како организација, како синдикат, мислам дека не сме доволно тука. И фала ти за ова. Мислам дека стварно треба повеќе да се потрудиме и народен правобранител и институции, ајде да кажеме ние можеме и не мораме како граѓанска организација, меѓутоа сметам дека наша одговорност човечка е. Ако се представуваме како некакви активисти за човекови права, дека треба да бидеме тука за тие луѓе, барем додека се тука. Подоцна ги гледаат состојбата каква е корупција, ова, она. Се одлучуваат да си заменат нагоре, меѓутоа, сами ќе си отидат, меѓутоа. Северна Македонија крајна дестинација или... Најчесто не. Најчесто не. Дури и за нас, мислам не за мене, него за нас како луѓе кои што живееме во оваа држава, кои ќе видиме дека ни требаат врски за да извадиме документ, кои ќе видиме дека треба да си носиме канили кога одеме во болница да ги однесеме децата, кои ќе го видиме односот на добар дел од вработените во институции, па и ние се решаваме да си одиме. Како што кажа, последно е некој пат е платата. Едноставно одговорот на општеството е она што не прави разочарани. Оно е криминал, она нетранспарентност, тоа како да кажам, трошење на народните пари за кои што ние де факто немаме. Еве да кажам дека добар дел со работодавачи баш и разговараме зошто плаќаме ние социјални придонеси. За дупката во пијом да ја полниме од некој што ја украдал или да плаќаме за јавно здравство, а на крајот од денот немаме термини и одиме во приватните болници. Тоа едноставно не тера најчесто да се иселиме. Сакав да се надоврзам со минатата епизода, беше балансерот со колегите Столе и Джела. Балансерот падна во уставниот и сега се најавува нов закон за правична застапеност. Што мислите, каква би била солуцијата за системот меритократија? Значи, за еднакво да биде застапеноста, но и да има квалитетна администрација. Па видете, на времето се правило политички што се правило, ја нема да навлегувам. Јас сметам дека не е битно дали ќе работиме јас или ти во јавна институција, дали ти си албанец, дали јас сум македонка, дали имаме турчин, ром или било што. Треба да гледаме дали тој човек го бива или не го бива и на кој начин се вработува. Треба да даеме можност. Ако јас сум блиска до некоја партија, а сум од малцинството или не знам што, тоа не треба да значи дека сум попаметна од тебе. Бидејќи си завршил факултет, си изградил, вложуваш во себе и сето тоа, и јас ќе отидам со средно и ќе имам можност пред тебе. Мислам дека треба да одиме на тоа вработување по стручност. Бидејќи добар дел од политички партии го злоупотребија законот, бидејќи законот беше јасен, да, правична застапеност, меѓутоа треба да имаме од таа етничка група треба да ги имаме правите лица. Значи, вредните лица, оние што вложувале во себе. Меѓутоа, тоа се политички некои калкулации да се прави. Раздор меѓу граѓаните. Правичната застапеност со луѓе што се експерти. Па мислам дека има доволно и албанци, и македонци, и роми, и бошњаци, и турци, и секакви. Јас мислам дека има доволно паметни меѓу нас. Само што на крајот од денот не е оние кои што ги имаат дипломите некупени. Не мислам дека тие го зимаат тоа работно место. За жал, за тоа ќе видиме и задоволството на граѓаните од институциите кои што се платени повторно од нас. Така да мислам дека тие закони и тие балансери, тоа е само за да се прави раздор меѓу масата. А на крајот од денот страдаме ние кои што вложуваме во себе и кои што очекуваме работно место според нашите квалификации, ништо повеќе. На крајот од денот ќе земе оној кој што е со основно средно купена диплома од овамо од таму, да не ги зборам. Едноставно утре ќе отиде таму и онака пауза, па не ми си иде, па вака, па онака. Мислам, не оди така. Додека политичките партии си играат на грбот на граѓаните политички игри и калкулации, не одиме вака надолго. Не е битно дали сум албанец, дали сум македонка, дали сум ромка, треба да бидам квалификувана ако сум на тоа работно место. И повторно ќе речем, нека има балансер во ред. Меѓутоа нека биде балансерот беше тул за софтверски нека биде механизам за
те сваќа меѓутоа и рамковниот договор. Во рамковниот договор никаде не пишува дека тие луѓе треба да не се појавуваат на работа, него треба да биде квалификувани и да оди на работа. Немаше ништо лошо ни во рамковниот договор, ако ме прашаш мене. Меѓутоа треба да си таму, оти си квалификувана, не оти си вел знаме на партијата. Не, пошто баш треба, например, да се надградува, пошто е најавен нов закон, да се види и призвод на синдикатите. Како да се најде нешто помеѓу правичната застапеност и професионалните работници. Верувај ми дека да, синдикатите би требало да бидат таму и би требало да дадат свое мислење, не дека некој ќе го слушне, Меѓутоа има синдикати кои што се во јавниот сектор, јас сум во приватниот, кај нас има каква застапеност сакаш таква, само бари поголема плата, се зезам. Повторно ќе речем, треба да бидеме само квалификувани за местото за кое што аплицираме и да доаѓаме на работа и да се вршиме совесно службата. За мене е толку. Баш ќе ја следам состојбата. Повторно ќе речем, иако не сме ние синдикат за јавниот сектор, бидејќи ги има таму колку сакаш во јавен сектор синдикалци, меѓутоа ја следала состојбата. Се надоврзив, пошто минатата епизода беше за балансерот, но се врзува со работниците и работничките права. Треба само да се трудиме сите, кои што сме свесни, кои што останавме тука, да се грижиме, да имаме одговорни отчетни институции и да имаме вработување на лица кои што ќе бидат во служба на граѓаните, бидејќи на крајот од денот тие се јавен сервис. Би требало да се гледа која националност би требало да има некаква застапеност, меѓутоа да бидат квалификувани и да доаѓаат сите на работа. Значи да независно дали се албанци, македонци, вака онака, вообичаено овој момент се користи за раздор меѓу граѓаните во државата и се користи за политички игри и манипулации со чувствата на граѓаните. Меѓутоа не треба да биде така и ние треба да бидеме одговорни како организации, како општество, како нормални граѓани кои што размислуваат надвор од кутијата, партиска, примитивна, ваква таква, и да гледаме ова да се менува, да имаме квалификувани лица на работните места и да имаме институции кои што се во служба на граѓаните. Едноставно е. Бидејќи на неколку пати ги споменавме институциите и целата нивна одговорност во постигнувањето решенија, јас тука би се надоврзала со едно подсетување дека неодамна се одржа првата седница на новиот економско-социјален совет, на чие што чело застанува министерот за економија и труд Бесар Дурмиши. Дали ти си оптимист дека ова тело ќе донесе поповолни состојби? Да, не знам дали примети, меѓутоа ние со останатите независни синдикати кои што ги спомнав со здравство, полиција, тука се и со синдикатот на новинари ССНМ и ние како гласен синдикат веднаш имавме реакција дека не беа повикани сите синдикати. Значи, тоа е тропартитен диалог, треба да бидат повикани, Министерството за труд и социјала, тогашно Министерство за труд и социјала ги има регистрите на синдикати, ако сака да работи со сите, да го немаме оно што го имаме цело време, омилени синдикалци. Требаше да бидеме повикани сите, ние баш имавме и реакција како синдикал, како независни синдикати, каде што побаравме да бидеме повикана за следниот економско-социјален совет, бидејќи јас не ги терам политичарите да подпишуваат документи, конвенции како што е Global Deal, кој што беше подпишан 2018, каде што се вели дека за работи кои што како да кажам, работнички права, стандард, економски ваков таков, дека кои ќе се носат закони, кои ќе се носат политики, ќе бидат повикани сите експерти, чинители кои што се заинтересирани да дадат свој придонес. Ке се сетам и на тоа дека ние од 2019 бевме вклучени во закон за работни односи, па и текна на претходната министерка Тренчевска Безнаева да не тргне од работната група и ти
Кристина џабе си одела 5 години во работна група, си трошала време, си трошала финансии да отидеш до Скопје, си доаѓала до тоа да се расправаш таму и со синдикати и со организации на работодавачи и на крајот поради политички, не знам, игри, калкулации, некој ќе те тргне од работна група и баш сега бараме тоа и да се да бидат повикани сите едноставно. Значи да бидеме таму присутни сите, да можеме сите да дадеме мислење. Сакав да ве прашам на крај, дали јавната администрација се охрабрува да прави синдикални активности и која е паралелата помеѓу синдикатите на јавна администрација и приватните? Тоа е прашањето, зошто толку сега ќе одговорам и нема да бидам толку долга, се надевам. Тоа е големата работа околу тоа зошто имаме повише синдикати во јавниот сектор него во приватниот. Затоа вие ќе видите дека во здравство има неколку синдикати, ќе видите во полиција дека има неколку синдикати, ќе видите во јавна администрација дека има неколку синдикати. Различни колективни договори за образование муабе да не правиме. Имаме такви вечни синдикалци, башка од кои што не можете ни да се очлените, знаете. Таму имате лица со договори на неопределено. Таму имате лица кои што ја земаат редовно плата. И таму имате, како да кажам сега, членарина која задолжително ќе биде одземана. Во приватниот сектор е малце потешко. Во приватниот сектор работодавачот може да не одговори, бидејќи имавме ние сега случај, му пишуваме на работодавачот треба да одбиваш членарина на оваа и оваа трансакцијска сметка, бидејќи сите вработени твои се наши членови. И не добивме одговори, не се одбива членарина, работниците сами си уплаќаат кај нас во синдикатот нивните сметки. Така да затоа е толку е интересен јавниот сектор, бидејќи може лесно да се наплаќаат членарини. А дали имаше некаков институционален одговор во однос на реакциите дека не сте повикани на седницата на економско социјално? Секако дека не. Вака на Вибер со овој со оној, да, извинете Кристина, знаеме дека вие сте секој пат тука, дека нели јавно ги истакнувате работите на следниот економско социјален совет, ќе гледаме да исправиме оваа грешка, меѓутоа мене Вибер комуникација не ми значи ништо. Ке имаме проблеми, меѓутоа ние не сме навикнати нарно на лошо и на притисоци, нели и на несоработка сме навикнати од страна на јавни институции, а вие додека да почнете донеќе сте знаеле еден директор на таа институција, еден министар на таа институција, сега починуваме се и ово на ново. И така нема институционална меморија. Добро е што имаме да кажам, со заменик министерот за труд и економија се познаваме и гледам дека отприлика ќе се надевам ќе има соработка, да не бидам сега. За многу работи се надевавме, па излезе нешто друго. Имаме соработка, мислам, комуникација со Министерството за демографија, млади и социјална политика. Имаме со новиот директор на Фондот за иновации и технолошки развој, имаме со новата директорка на управата за јавни приходи, Државен трудов инспекторат. Добре, па ќе видиме. Мислам, ќе бидете информирани како медиуми, ние кога не идеме до проблем, ние ви се јавуваме на вас. Да, секогаш медиумите се тука да ги пренесат тие информации, кои што ги засегаат граѓаните, особено кога се работи за вакви теми од типот на работнички права. Тука мислам дека можеме веќе да го исцрпиме овој разговор и Кристина повторно да ти се заблагодариме. Секогаш е задоволство да те имаме на гости, затоа што многу кристално се мапираат состојбите со работниците. Во меѓувреме ќе им предочиме на нашите гледачи и разговор со представник на државна институција, да ја слушнеме таа страна. Го споменавме господинот Миле Стојановски, така што во продолжение предлагам да го проследиме разговорот со него, откако можевме да го видиме неодамна и неговото обраќање на текстилијадата, односно на манифестација која што во неколку наврати ја споменавме во овој разговор. Да биде појасно.
Во денешната епизода од подкастот Да биде појасно, дискутираме за работничките права, но освен што ни гостува Кристина Ампева од Гласен на синдикат, разговараме и со господинот Миле Стојановски, државен советник при Министерството за социјална политика, демографија и млади. Ви благодарам што ја прифативте поканата за да го реализираме овој разговор со оглед на тоа дека 2 децении наназад ја следите темата за работничките права, па се надевам дека ќе понудиме корисни информации за нашите гледачи. Вие неодамна имавте обраќање на текстилијадата во Штип и таму констатиравте дека Законот за работни односи се коси со Законот за заштита од дискриминација. Може ли да ни кажете на кој начин работниците се дискриминирани на работните места во земјава? Најпрвен добар ден за слушателите и за вас од мене. Ви благодарам искрено за поканата и што добивам оваа можност да дадам свој допринос за пошироката јавност во однос на споделување на моето искуство во однос на тоа како ги имплементираме, односно како се почитуваат работничките права. Благодарам уште еднаш, инаку да се навратам на вашето прашање. Вашето прашање беше во смисла дека самиот Закон за работни односи со своите решенија, нели? Од една страна, од друга страна Законот за дискриминација, значи спречување на дискриминацијата, кој што исто припаѓа како закон на ова ресорно министерство, имат одредени унесогласувања и еве на прашањето ќе објаснам во што се работи или каде лежи проблемот. Имено во Законот за работни односи дозволен е работно-правниот институт договор на определено време, кој што е добро што го има, меѓутоа смислата и целта на тој работен правен институт е како исклучок од правилата каде што работен однос се заснова на неопределено работно време. За жал, години наназад, може да кажам и децении, во моето искуство работно кое што го имам на полето на оваа материја, кажува дека ова правило, поготово на динамика доби во последните години, стана, овој исклучок стана правило. Значи правилото на неопределено време се замени со вработување на определено време. Тоа има свое објаснување и причини зашто го прават работодавачите, доколку времето дозволува и тука ќе објаснам. Меѓутоа, во што е проблемот на ваквата правна ситуација, односно каде јас по мене гледам дискриминација на овие работници кои што работејки со договори на определено време се дискриминирани во однос на останатите, во тоа што вие кога имате договор на определено време и тој во континуитет се продолжува, вие сте кредитно неспособен. Вие пред надлежните институции, иако сте во работен однос, во ова тешко време каде се справуваме сите на свој начин и без помошта на би рекол таа алатка, така наречена кредитна помош или кредитна линија, ние многу работи од реалните потреби кои што ги имаме како вработени, како индивидуи, не можеме да ги покриеме. И токму затоа зборам дека овој исклучок на вработување на определено време треба подхитно да биде дел целосно надминат како решение системско во новиот Закон за работни односи. Кога веќе зборуваме на тема заштита од дискриминација, дали работниците во земјава ги знаат механизмите на кои што можат, односно со кои што може да ги адресираат овие проблеми? Запознаени ли се со работата на Комисијата за заштита од дискриминација, на Народниот правобранител? Колку често ги пријавуваат овие прекршувања? Видете, значи во периодот кога бев на работна позиција трудов инспектор за работни односи, вака еве да го споделам јавно моето искуство, и тогаш имаше да кажам непочитување на законот од страна на работодавачите во смисла на несклучување на самите договори или пак злоупотреба на договорите на определено време, и во тој дел
сметам дека пошироката јавност, меѓу кои и вработените, се категорија на граѓани кои што не ги познава до крај искрени да бидеме можностите за нивна заштита во едни вакви ситуации. Понатака во времето кога понудата на пазарот на трудот беше многу поголема во смисла на пазарот на трудот се нудеше повеќе работна сила од тоа што може да абсорбират работодавачите, имавме ситуација кои што работниците кои што работеа со договори на определено време или пак без договори за вработување, многу тешко се решава да се одважат да пријават до надлежните институции самата таква ситуација да лоцират и да ја пријават. Сметам дека и денеска, иако индиректно го следам работењето на работодавачите, односно начинот на нивното почитување на законите, бидејќи преку прекршошниот орган во кој што сум распореден и одлучувам по прекршошните барања на самите трудови инспектори кои што ги посетуваат работодавачите, сметам дека се уште има голем број на договори на определено време и дека доволно работодавачите не се упатени во начинот на нивно известување на надлежните служби и барање начин на нивна заштита, бидејќи на некој начин, да не се повторувам, се доведени во една незавидна ситуација кога се со такви видови на правни договори. Така. А каква е прекршочната постапка која што се води од страна на трудовиот инспекторат? Какви се санкциите за работодавачите за сторени? Да, и сметам дека денеска имаме состојби кои што навистина се за објаснување и се навистина сложени, комплицирани и ја отежнуваат работата во делот на доведување на работодавачите во состојба да го имплементират, односно да го почитуваат законот на начин на кој што би сметале дека треба да се однесува секое физичко и правно лице, бидејќи, да подсетам, живееме во едно демократско време, во 21. век и така натаму. Меѓутоа, со оглед на нашата легислатива, која што во моментот постои, сметам дека остава е многу дискутабилна и има одредени слабости кои што треба јавно да се кажуваат, за да може да се најде посоодветно решение. Во што се слабостите по мене, ќе објаснам. Вие ако имате незаконито однесување на работодавачот, трудовиот инспектор при посетата или дојавата, без оглед на кој начин дошол до информацијата, прво треба да обезбеди налог за вршење на инспекцијски надзор, кој што налог се обезбедува преку соодветни други механизми. Значи, не може инспекторот као некогаш во секое време на денот и ноќта да по подопрен глас веднаш пристапи кон преземање, вршење инспекцијски надзори, преземање на инспекцијски мерки, кое решение беше до 2017 година, сепак има простор и слабости во моменталното решение. Зашто се работи? Трудовиот инспектор треба да добие налог, ќе го посети работодавачот, ќе утврди неправилност и за секоја неправилност треба да остави опомена, да изрече инспекцијска мерка опомена со решение, кое што решение подлежи на жалба, иако жалбата не го одлага извршувањето, меѓутоа, временски гледано, тоа е секој престап на работодавачот на некој начин е простен по однос на ова предвидена инспекцијска мерка. Понатака, доколку не постапи работодавачот по инспекцијската мерка опомена, повторно треба да дојде во контролен надзор инспекторот и да изрече нова инспекцијска мерка, која е наредба, која дури тогаш може да биде санкционирана. И во таква ситуација, доколку работодавачот добие наредба, добива во исто време шанса да се направи порамнување, односно прекршокот за кој што се терети да го плати во половичен износ во рок од 8 дена и тука да заврши инспекцијскиот надзор. Тоа е динамиката со која може да се детектира едно барање за прекршочна пријава. Значи, доколку работодавачот добие инспекцијска мерка, наредба и него
прифати порамнувањето или не ја плати глобата по порамнувањето, ќе повторам преполовена, половично од предвидената, дури тога се поднесува прекршочно барање, а посебна е приказната во делот на прекршочните поставки и начинот на нивното завршување на еден исто сосема долг начин. Што е битно овде да се нагласи, што не е добро? Значи, ние имаме ситуација каде што прекршоците, глобите за сите прекршоци за работодавачите се селектирани во неколку категории, меѓутоа грото од прекршоците кои што се одредени како прекршоци за круцијални работнички права, како што е право на исплата на плата, на годишен одмор, на прековремена работа, додатоци така натаму. Круцијалните работнички права се санкционирани со најмногу 1000 евра за големите работодавачи кои што имат повеќе од или според централен регистар се водат како големи работодавачи. А микро и мали се со минимални казни. Да бидам појасен заради јавноста. Вие ако имате неисплатена плата, вие за еден среден работодавач, бидејќи мали и средни работодавачи се преку 80% од компаниите во Македонија, и вие за таков еден работодавач може да изречете казна до 400 евра, ако ја плати половично ќе изречете 200 евра и за одговорното лице уште 150 евра. Ке ве молам, размислувам сега како работодавач, ако јас не исплатам регле за годишен одмор, познатка во јавноста како К15 на повеќе од 30-50 луѓе, за кои што ќе платам казна од некој си 200 евра со прибивање и 150 за одговорното лице, нели е тоа потикнувачки на некој начин за да може да биде непочитуван законот, односно законските обврски, што е за жал за секојашна штета на работникот. Правото и да биде процесирана прекршочна пријава, ќе може да се оствари дури на суд, а да не правиме муабет какви се постапките на судот и каква е довербата во судиите и какви све би кажал моменти би се довел еден работник за нешто кое што треба да биде почитувано, и тоа е елементарно право кое што во 21 век не би требало да го дискутираме на ваков начин. Да, довербата во судството и сите предизвици во овој ресор дефинитивно се тема за посебна дискусија, но ете кога станува збор за работничките права, бидејќи 2 децении па можеби и повеќе следите оваа тема, може ли да ни кажете ваш впечаток како политиката на санкции влијае врз свеста, совеста на работодавачите и воопшто нивниот мајндсет во однос на тоа дали, колку и како ќе ги почитуваат правата на луѓето кои што ги вработиле? Ќе ми дозволите малку да дадам вовед во ова, за да можам посоодветно да поентирам. Значи, пак ќе се навратам на состојба кога имавме многу поголема понуда на пазарот на трудот на работна сила од можноста за абсорбирање на таа работна сила од страна на работодавачите, и во тој случај имаше енормно страшно кршење на работничките права по многу основи. Најчести беа неисплаќањето на плата, придонес од плата, злоупотребата на годишните одмори, прековремената работа, распоредот на работното време, неплаќање на посебните додатоци, така натаму. Меѓутоа, согледувајќи ја таквата состојба, во тоа време важеше една легислатива, казнена политика, која што имаше и tekako влијание во однос на доведување на овие состојби, односно нивно подобрување во рамките на, би кажал, прилично поднослива ситуација. Имено се воведува прекршочни санкции кои што дури беа до 22.000 евра за големите работодавачи, кои што и tekako можеа да влијат на мајндсетот на работодавачите во делот на почитување на законските одредби и остварување, а со тоа и возможување на остварување на правата на работниците. И понатака можноста за одлучување по таквите прекршоци
се пренесе од судот за прекршоци на прекршочните органи кои што ги имаат самите министерства, значи се добина динамика начинот на процесирање на прекршочните барања, изрекување на глоби и присилното извршување, и вие добивме сосема една друга поинаква слика во делот на состојбите во однос на престапот кој што се правеше, односно кршење на правата од работен однос. Некогаш годишно имало преку 2 до 3.000 прекршочни барања, исходите биле катастрофални. Со ваквата поригорозна, би рекол, прекршочна политика се симнавме некаде на подносливи 100 до 150 прекршочни барања во текот на годината, заради тоа што и во тоа време при вакви големи казни постоеше институтот едукација, односно имаше денешната опомена, беше насловена како едукација и можеше за одредени полесни прекршоци да се помине со укажување без санкционирање, за да се постигне од друга страна и целта на казнувањето не е економски да се уништи, нели, работодавачот, меѓутоа за да се превоспита, за да во иднина се однесува малку поинаку. Од денешен аспект сето тоа го гледам јас поинаку, заради тоа што динамично е сменета реториката во делот на висината на глобите и самото изведување на прекршочната постапка, односно изрекувањето на инспекцијските мерки, да не должам пак на гледачите преку институтот опомена, наредба, па дури тогаш порамнување, па дури тогаш прекршочно барање, глобите се исклучително ниски предвидени, и тоа во некоја ситуација ги враќа старите навики кои што беа пред, да не кажам повеќе од деценија, во делот на размислувањето и однесувањето на работодавачите. Малку ова состојба е облажена заради тоа што состојбите се променети во однос на немање на доволно работна сила, па доколку некој не ги почитува правата, работниците заминуваат, мигрираат и така натаму, меѓутоа тоа не е решение, затоа што ние сме држава, мора да изградиме правен систем кој што ќе почива на принципи, на стандарди, и сето тоа мора да се почитува од секоја засегната страна. Да биде појасно. Тоа беше разговорот со Стојановски, а предходно со помош на алатката за ангажирање на публиката поставивме анкета за да може да видиме какви се размислувањата, односно ставовите на граѓаните кога станува збор за темата работнички права. Доколку впрочем во една реченица ги сумираме нивните ставови, може да се заклучи дека работниците во колективите во кои што работат не се чувствуваат доволно ценети. Тие не се мотивирани и сметаат дека платите не се достоинствени. Кога станува збор пак за заминувањето на младите во странство, сметаат дека причина за тоа се ниските плати. А кога станува збор за статистиката, од 55 граѓани кои што всушност одговориле на нашите прашања во рамките на анкетата, само 5 одговориле дека се мотивирани да одат на работа и сите се од приватниот сектор. Повеќе од половината сметаат дека сите без разлика на етничката припадност се соочуваат со истите проблеми на работа, а 36 одговориле дека не се доволно ценети на нивното работно место. Само 6 сметаат дека се ценети. Половина од тие што одговориле условите за работа ги оцениле со лоши и многу лоши, додека само 2 рекле дека се многу добри. Незадоволството најчесто доаѓа од ниската плата. Потоа како втора најчеста опција е избрана можноста да се напредува и трето, третман од предпоставените. Повеќе од половината, односно 30, сметаат дека младите си одат од државата поради ниските плати. Нема значајна разлика во одговорите меѓу вработените во приватниот и во јавниот сектор. Па така разликата се јавува во делот на членувањето или постоењето на синдикати во нивните компании. На прашањето дали постои синдикат, онаму каде што работат, од 55 одговори, само 7 одговориле потврдно. Од нив 5 работат во јавен сектор, 2 во приватен. Од 55 што одговориле, само 8 биле или се членови на синдикат. На анкетата најчесто одговарале луѓе меѓу 25 и 40 години, а повеќето се од машки пол. Во продолжение издвојуваме и 3 коментари од учесници кои одговориле на прашањето да дадат ставови на темата.
Еден од нив гласи: направете анкета за самовработените и тие имаат право на живот и право од работен однос. Многу самовработени професионалци не се ни малку ценети токму од граѓаните, на кои што им даваат стоки и услуги. Друг корисник коментира: условите се лоши, нечовечки, платите се за греота, атмосферата катастрофална и на никој не му е подобро, со 2 слободни денови, преуморен, пренервозен. Сета таа енергија ја носиме дома, што модиш на работа и ти се плаче, а нозете одат назад. И последниот коментар кој го издвојуваме вели: секако, не се вреднува трудот на работникот. Како да биде мотивиран и продуктивен кога со 25 години стаж се уште е на минимална плата заедно со некој кој сега првпат се вработува. Мора да се прави разлика во плата и само искуство е причина за тоа. Со резултатите од анкетата и со коментарите кои ги прочитавме пред малку, всушност ја заокружуваме денешната епизода од подкастот Да биде појасна. За подсетување, во изминатиот 1 час дебатиравме, дискутиравме на тема работнички права во земјава. Со нови актуелни теми од јавен интерес се слушаме и гледаме за една недела. Да биде појасно.